помина 10 часот, тоа значи дека е време за или првиот оброк на за денот, појадокот, или можеби ако сте ранобуци веќе е време за ужина пред ручек. Што и да е, како и да е, секогаш во овој дел од утринска на Телма ние го даваме нашиот предлог за тоа што можете да се подготвите или денес или во следните денови. А акцентот знаете го ставаме на тоа што треба да биде вкусно првенствено, па да биде здраво и да биде практично за да може побрзо да го направиме и да уживаме во вкусот. Такви рецепти имаме при секое гостување кога ни доаѓа Липче Бубетрајчев, нашиот редовен гостин кој што и покрај оние совети и препораки кои што ги даваме, предлози кои што ги има, секогаш и се рецептите добро објаснети како и на кој начин да се направи. Па така ќе биде и следниот. Го најавивме во самата наша најава на почеток, за оние кои што не следеа, рековме ќе биде домашен мајонез од индиски ореви, или ја би рекла здрав и домашен мајонез од индиски ореви, пошто оној другиот не се препорачува, ама многу ми го сакаат. Липче, добро ден дојде. Добро ве најдов, поздрав до целата екипа и поздрав до гледачите. Ке имаме денеска нешто интересно од тебе, со оглед на тоа што ни донеси и лепче, кое морам да ви кажам дека е уште топло, специфично мириса, морам да признам, направено од леки и Липче го прави за прв пат, така што прво што ќе почнеме. Мајонезот има неколку состојки, нели, кои што можеме да ги кажеме брзо да го направиме, па ќе почнеме од лепчето. Па вака, лепчето е мощно едноставно, значи ова е леп без брашно. Се зема ова лепче направено со 200 грама црвена леќа која што се потопува преку ноќ, треба да отстои, убаво да набабри, претходно е многу битно да се измие добро, значи сето она бело додека ја миеме леќата треба да излезе, да остане бистра водата и се остава да накисне цела ноќ и потоа се цеди, се блендира таа смеса, се додава јаболков оцет 2 лажици, се додава 1 лажичка сода бикарбона, се додава 1 лажиче сол и се додава некаде околу 50 на милилитри ладно цедено масло по избор. Овде ние имаме ладно цедено масло од сончоглед. Сето тоа убаво се соединува. Сега може како опција да се додаде и псилиум, значи тоа индиски тегавец или псилиум, кој што на некој начин ќе згусне смесата и ќе направи една пубава текстура и многу здрав за нашите црева, за да биде уште поздраво лепчето, но и не мора. Значи, ти го имаш направено со или без? Да, ја го имам направено со псилиум, да, најздравата варијанта. И потоа се става во некое калапче, најдобро е на хартија за печење, затоа што потешко се одлепува за разлика од лебот со брашно и се пече некаде 30 на минути на 180 степени, зависно со тоа дали се пече со вентилатор, без вентилатор. Со вентилатор некаде 5 минути побрзо печењето. И од дозгора е наросено со црн и обичен сусам. И за декорација и за подобар вкус, нели, сусамото е некој што дава една нота на интересен вкус. Секогаш поготово кога ќе биде испечен, тој вкусот се збогатува на сусамот и на тој начин имаме едно да го наречам така протеинско лепче, затоа што леќата содржи многу протеини, содржи многу минерали, а не содржи глутен. Значи сите оние кои што имаат проблем со глутенот, тоа е одлична здрава замена за традиционалниот наш леп. Значи се подготвува многу брзо, време на подготовка е 5 минути, половина час печење, значи мощно едноставно. За лепче кое што ќе ни заврши работа на вистина многу во текот на денот, со различни намази и оние кои што и во минатото сме ги представувале како рецепти и секогаш кога сакаме да каснеме лепче, а тоа да не биде нели леп кој што ни правите губи во дигестивниот систем или при дигестија, ова ќе биде добре дојде. Но го правиш за прв пат, имаш идеи и креативноста веројатно се создава тековно како си работиш, бидејќи твојата работа составена и од тоа. Исто си носел и претходно лепчиња направени на сличен начин, но овој пат за прв пат со леќа. Леќата како таква наоѓа примена еви во правењето или подготовка на палачинки и слични други рецепти и со оглед на нејзината важност по нашето здравје и сите придобивки кои што ги добиваме од леќата е добро да ги знаеме таквите алтернативни рецепти кои што може да ни бидат добре дојдени во текот на денот или во периодот. Но она што ме интересира е кога веќе ќе се обработи леќата на еден ваков начин, поточно ќе се испече, колку од нејзината ефикасност се задржува, бидејќи знаеме дека за одредени
Нели, дали станува збор за овошје, зеленчук, поточно овошјето секогаш го јадеме свежо, но зеленчукот зависи кој или го обаруваме или го печеме и тука ја губи својата да речеме вистинска функција која што би требало да има. Што во случај со леќето? Па вака, ние секогаш ги губиме ензимите кога термички обработуваме, да речеме, овошје, зеленчук и слично, и витаминот С, кој што е термолабилен, од 42 до 45 степени се распаѓа, а сите минерали, сите останати хранливи состојки се термостабилни. Овде не се работи за некоја висока температура. Обично има состојки кои што над 270 степени до 320 можат да изгорат на некој начин внатрешно во своето јадро и да изгубат онаа хранливост која што ја имаат. Меѓутоа овде се работи за температура од 180 степени, што не е така висока температура, и сите протеини и минерали остануваат во самото лепче и на тој начин е мощно здраво. И сега оние кои што сакаат да направат уште поздрава варијанта, можат воопшто да не го печат, да направат тенки кори и да ги стават во дехидратор или во рерна на 50 степени под отворена малку и да ги исушат и да ги направат како тортилји. Може и на тој начин да се прави. Тоа е една друга варијанта за оние кои што сакат сирово да јадат и кои што на некој начин може да се направи така и сирова пица со зеленчук. Тоа е малку потежок процес, затоа што треба многу време, треба квалитетен дехидратор или треба многу долго време тоа да стои во рерна. Меѓутоа, на овој начин лепчето направено не губи воопшто од состојките, затоа што, како што реков, во леќата ни се многу битни минералите и протеинот кој што го содржи во себе, кој што е многу хранлив. И знаеме дека, да напоменам дека се работи за црвена леќа. Нели имаме два вида на леќа која што е 5 пати побрзо термички се обработува. За нејзе не и треба воопшто варење кога нели би правеле некоја чорба супа, ни треба само да зоври и да оставиме уште 10 минути. Има идентична време траење на варење како и просото, така да тие се најлесно сварливи, се многу здрави, исто е многу добра за кашички за бебиња. Може да се користи изблендирана со уште некој зеленчук, да речеме со брокула и слично, да се направи една кашичка за едно бебенце кое што веќе има, да речеме, 6-7 месеци и за кое што ќе добие многу квалитетни минерали и протеини кои што ќе може, нели, ќе му возможат да здраво да расте. Да, интересна, навистина интересна текстура, добро, очигледно подготвено и интересно мириса и баш сум љубопитна да го пробам, поточно да видам каков е вкусот, но потоа, односно тоа потоа, подоцна, кога ќе не биде готов и домашниот мајонез од индиски ореви. Може би многумина веќе знаат дека постои можност да се направи еден вака здрав домашен мајонез, кој што ќе го јадеме, како велам и на почетокот со на тоа го споделивме, без згрижена совест, дека има нели масноти и слично и не толку добри работи по нашето здравје, но сепак умерено. И со индиските ореви треба да бидеме умерени, иако со одредна количина се правите домашен мајонез, но тие се доста силни, имаат доста минерали, витамини, посебно витамини од Б групата и треба да се внимава секогаш со сите јаткасти плодови, никогаш да не се јаде повеќе од онаку колку што ни собира раката. Значи се што ќе изедеме повеќе е само терет на организмот кај што ќе треба тоа некаде да го складира, да го обработи и тоа ќе биде вишок. Така да ова е одлично кога е вака обработено, со направен како мајонез, особено со лепче за еден вкусен појадок наутро, вкусен здрав појадок кој што ќе биде доста калоричен, доста протеински, ќе може да не држи, да речеме, едно 6, најмалку 6 часа. Така да јаткастите плодови ги препорачувам. Индискиот орев е најдобар за правење на мајонез, затоа што тој има таа структура. Сме правеле нели и разни филови разни филови за торти. Така да тоа е на некој начин баш се ја добива таа структура за разлика од другите јаткасти плодови. Е се овде една варијанта која што јас сум ја искомбинирал за да биде многу здрава, што значи индиски ореви. Користиме синап, ние секогаш користиме примарни состојки, синапот од него се прави семфот, не користиме семф, користиме синап. Имаме мало парче на рени ѓумбир, одлични за овој период од годината, одлични против настинки, кашлици, го чистат крвотокот, го
зголемуваат имунитетот, многу се добри за цревата и освен тоа ќе му дадат една убава нота на мајонезот. Ренот ќе даде и ѓумбирот еден поинаков вкус и ќе ја доби она вкусна лутина во мајонезот. Тука ни е незаборавно секојаш лукчето. Да. Имаме 3 чешњиња домашен лук и уште за да биде поздрав користиме куркума. Куркумата е многу добра, поготово, нели како што реков за овој период, исто така таа има антивоспалителни состојки. Тука е куркуминот кој што го содржи и е многу добар исто за чистење на крвта за овој период од годината и додаваме и бибер. Биберот заедно со куркумата имаат одлично дејство на нашето тело. Тие се заедно и антиканцерогени кои се користат, а куркуминот му е потребно масло за да функционира онака како за да може нашето тело да го асимилира куркуминот, потребни се масти во кои што тој се раствара и се асимилира во нашата клетка. Ние користиме домашно ладно цедено масло од сончоглед, тоа е пред 3 дена цедено. Тоа ти го правиш? Да, јас го правам, ги правам сите можни масла, се што може да се исцеди и користиме еден убав македонски домашен лимон, се што можеме да најдеме домашно. Знаеме бубе дека тебе се е домашно, а претежно се. Се трудам колку можам, да. Сме разговарале на таа тема и треба и сите ние да гледаме колку можеме. Да, повеќе домашни производи да купуваме за доброто и на нашите земјоделци, да гледаме колку можеме македонски производи да купуваме за да нели функционира се онака како што треба, зашто знаеме каква е состојбата во нашата земја, поготово во луѓето кои што се трудат толку многу да одгледаат многу работи, никогаш имаат проблеми со времето и слично, па не им успева се. Ние треба на некој начин да и помогнеме. Ако ни остане време ќе те прашам за подготовката, поточно за процесот како се прави ладно цедено масло, но сега ќе дадеме предност на ова кое што нели го представивме како рецепт. Дали индиските ореви се одстојани? Да, индиските ореви се стоени исто преку ноќ, за да можат нели да бидат помеки и да може да се обработат. Тие може да се обработат и така, меѓутоа вака е многу подобро. Многу е подобро, затоа што многу е полесно за обработка и многу е ја добиваме директно го добиваме мајонезот кога нема да ги блендираме. Може потоа да добиеме една погуста маса, а вака е накиснати се веќе, тука се разбудени ензимите во нив. Да. Ги ставам и останатите состојки. За значи додаваме се внатре. Само ми треба еден нож за лимонот. Веднаш јас ќе дадам ножа. Тука може да додадеме половина сок од лимон. Мислам дека значи не го ставаме цел, туку мислам дека цел би бил премногу. Ќе видиме во зависност од тоа колку ни е сочен лимонот, верувам дека е доста сочен. Со оглед на тоа што е домашен, така? Да, еве го лимонот. Го додаваме и ѓумбирот и ренот. И на крај ладно цеденото масло. И ладно цеденото масло. Не го ставаме никогаш цело. Оставаме 1/3, 1/4, за да видиме каква текстура ќе добиеме. Значи тоа би било колку од прилика? Па ова е 200 мл. Да, овие се во грамови. А не кажуваме по колку грамови, дека ми дека правиме нешто за прв пат. Обично сакаме да бидеме прецизни, да не ја сгрешиме работата, но јас никогаш не мерам, секогаш ти правиш од оба, да. Или од рака. Сепак ќе треба да го додадеме. Нели, знаеме дека главна состојка на секој мајонез е масло. Меѓутоа не вакво масло.
майонезот ни е готов. Одлично. Јас сега дадов ова танјерче за сервирање, сметам дека е добро, или ако мислиш дека треба Одлично нешто е. друго, може да го смениме, но да го имаме и за изглед да како што треба. Има прекрасен мирис, сега не стана вкусот да го пробаме. Да, но Меѓутоа со ако... вакви состојки нема промашување во вкусот, затоа што користиме се природно. Да. Но најчесто и по мирисот можеме да го нели препоставиме вкусот, дека тоа ќе биде навистина нешто вкусно и кога видовме начинот на кој што се прави и со што се прави, тогаш сме сигурни во Обично тоа. може некојаш мирисот да излаже, поготово постои едно овошје дуријан кој што е моје омилено. Не ми се случило, да. Забрането во многу хотели да се внесува во Азија, кој мириса одвратно, меѓутоа кога го пробате нема повкусно овошје тоа. Така. А значи мирисот може да не спречи, Може ама да не значи излаже, дека да. е вкусот таков. Добро, еви тоа е информација плюс која што можеме да ја дознаеме во овие минути. И сега кога веќе ни е и готов и домашниот мајонез од индиски уреви, видовме како и на кој начин се подготвува. Веројатно многумина ако не го направиле, ќе сакаат да го направат, да си го имаат себе неколку дена, сигурно ќе има можност за Па да, може да се конзумирање, собере за во мачкање. тегла, добро да се затвори, да не оксидира и може некаде една недела може да се користи. Да, С и оглед рековме на дека е- умерено, не толку не претирано, кажавме зашто токму поради јачината на Да, единствено на што индиските заборавивме е да ставиме сол. Не ставивме сол, па добро, не сол ставивме сол, може да се затоа што- дозира и на крај, Да, помалку да. или повеќе, кој колку Не, сака. не содржи сол, но оние кои што не сакаат сол можат и вака да го користат, Да. меѓутоа убаво е да нели малку да Да биде малку посолен. да биде малку посолен. Да, ете, баш сме љубовитни како тоа ќе изгледа за оние кои што не следат од почеток, нели ќе си го следат и рецептот и може да си го подготват. Го имаме, ќе го имаме ова на YouTube, како и останатите рецепти кои што Бубен ги правил во кујната на утринска на Телма, а она кое што со оглед на времето имаме можност да го кажеме во продолжение, ако зборуваме за ладно цеденото масло, кое што наоѓа широка примена, дали тоа е ладно цедено маслиново масло, ладно цедено ленено масло или во случајот твоето беше Било кое, да, ова е сончогледово. сончогледово. Значи исто маслото од да. јаткасти плодови, бадем, орев, лешник, индиски орев, ова истиот, значи сите ладно цедени масла се добри за нашето тело. Значи станува збор за ладно цедено, тоа е процес при кој се користи исклучиво преса, при која се одделува течноста која што ја испушта всушност маслото, а останатиот дел оди во друг контейнер и потоа треба околу 2 дена се ствара еден талок кој што се нарекува лецитин, тој се користи во производство на чоколади обично и кондиторски производи, затоа што лецитинот на некој начин ги запечатува сите оние процеси на оксидација, тој е како доаѓа како природен лепак, меѓутоа нели остаток од правење на масло и затоа рокот на траење затоа се користи лецитинот ги продолжува на некој природен начин рокот на траење на производите. Сега зошто е многу битно маслото да биде ладно цедено? Затоа што единствено ладно цеденото масло нашиот организам да секако може и да пробаш. Значи единствено ладно цеденото масло нашиот организам може да го искористи правилно, затоа што тука не се пореметени оние нишки на масните киселини, затоа што сите масла се составени од комбинација на тие нишки заеднички кои што го создаваат маслото и на некој начин со рафинирање се нарушува тој процес и се добиваат масла кои што не се добри за нашето тело, кои што предизвикуваат најголем причинител за кардиоваскуларните заболувања се токму тие масти, особено трансмастите кои што се наоѓаат во маргарините и во останатите производи кои што се користат. Да кажам дека во некои држави се забранети како Швајцарија, Данска и Канада трансмастите се користат, меѓутоа кај нас и на Балканот особено уште многу се користат во производство на многу производи што воопшто не е добро. Таа е суштинската разлика. Значи било кое масло да го земеме содржи своји хранливи материи кои што се добри за нашето тело. Најбитно е тоа да биде ладно цедено и по можност да биде рокот негов да биде околу 2 месеца, затоа што после 2 месеца маслото почнува на некој начин да оксидира, да ја губи својата хранливост и тоа може во суштина да остане и до година така стабилно, меѓутоа
А најголемата хранливост негова не значи дека е расипано после 2 месеци, може да се користи година, меѓутоа најголемата хранливост е во првите 2 месеци. Затоа е многу битно да биде маслото ладно цедено да биде што посвежо и кога се купува да се обрнува внимание баш на датумот на производство. Така. Ете, добро, верувам дека и многумина кои што можеби делумно од ова и го знаеле или можеби и си прават дома ладноцедено доколку имаат можности и знаење, а исто така и во однос на употребата, начинот на употребата и што е тоа кое што при конзумирање го излекуваме како позитивно или не дај Боже или негативно доколку ете не знаеме доволно или немаме информации. Ќе го заокружиме ова твое денешно тука гостување и подготовката на и лепчето и домашниот мајонез од индиски ореви, со уште една препорака и потсетување за периодот во кој што се наоѓаме, период во кој што се уште го имаме нели и грипот и овие настинки кои што многумина во моментот ги имаат, се соочуваат со различна симптоматологија, па секогаш си бараме некакво леснување или малку побрзо закрепнување и знаеме дека решението е токму свежа и здрава исхрана и витамини. Колку што е можно повеќе со подброј 1 витамин С и понатаму другите витамини кои што се особено важни за нашето здравје. Ти си познат по тоа што ете и во минатото кога сме зборувале дали за шипинките кои што ги береш, дали за нели не го носиш така свеж и набран мечкиниот лук за кој што исто сме зборувале. Уште малку да ќе биде и подготвен за берење, така? Да. Така што е препораката и она кое што ете ќе биде твоја порака до сите оние кои можеби ете имаат моментално здравствени тегоби предизвикани токму од тоа и на што повеќе да се насочат и задржат? Па да, еве она што е достапно за сите, значи што може да направат, нели секогаш говориме свежи сокови, свежа храна повеќе, тоа веќе сите добро го знаат, меѓутоа еве можам да споделам некои чаеви кои што се добри, кои што можат сами да ги направат. Чај од свеж ѓумбир, значи не е ѓумбир во прав, а да се направи еден чај од свеж ѓумбир, да не се става нели премногу некаде 20 на 30 грама во еден чај, да се исецка на ситно, да се свари заедно со ловеров лист и да се додаде малку цимет, откако ќе се олади, некој добар мед и лимонче, тоа е многу добро за прочистување на белите дробови, за циркулација, за да не дојде до влошување доколку веќе некој има проблем со респираторниот систем, со грипови, со сите оние кашлици кои што ги имаме во моментот, значи и превентивно може секој да си го направи овој чај. Тоа е достапен за сите, значи многу лесно се прави, во сите маркети ги имаме овие состојки и секако, како што кажав, многу цедени сокови, витамин С само од природата, значи цедени сокови, колку може повеќе цитрусни сокови, комбинации од лимон, грејпфрут, портокал, и мандарината е исто тука богата со витамин С, кивата да не ја заборавиме, која што после шипинката е најбогатата со витамин С од 500 до 600 милиграми на 100 грами, 100 грама, така да тоа е сега не би се повторувале нели во сите оние препораки кои што за подсетување во оние препораки кои што многу често сме ги давале. И достапни се, може да и достапни, да не бидеме нели во секој случај досадни, еве ова чајче е многу добро за користење баш во овој период од годината. Тоа им го препорачал и секако физичка активност кога се можност на некаде на повисоко, затоа што воздухот е неквалитетен, со ваков неквалитетен воздух не можеме да создаваме силен имунитет и да немаме проблеми, затоа што воздухот е нели она што најмногу го користи нашиот организам. Без воздух не можеме, друго можеме некако да го избегнеме, меѓутоа воздухот не. Затоа колку можат повеќе на чист воздух, на планина, прошетка, некаде физичка активност и чист воздух е одлично за имуниот систем, за придвижување на крвта, за ослободување од сите токсини кои што се нагомилале во текот на зимата и тоа воглавно би била мојата препорака. А бидејќи физичкото е длабоко поврзано една целина со физичкото, со психичкото здравје, ако зборуваме за физичкото, ќе кажеме за психичкото, дека и прошетките, и храната, и сето тоа треба да биде придружено со една позитивна мисла или таков став кон работите кои што нели не обкружуваат, па и перцепција за нештата кои што можеби секојдневно ги доживуваме. Заедно нека биде тоа нашата порека. Бубете и благодарам, можам да кажам само за оние кои секогаш после твоите гостувања не прашуваат каде и на кој начин може да те најдат. Подсетување дека на твојот Facebook профил си достапен за комуникација. Љупче Бубе Трајчев.
на Facebook профилот, а за во следна прилика повторно се договараме со некој нов рецепт кој што верувам ќе биде доста оригинален и вкусен сигурно. Не се сомневам како и овој. Благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи, се надевам бевме интересни, направивме нешто кое што многумина ќе го направат дома и ќе уживаат во овој прекрасен вкус и здрав мајонез.